основното образование, а во неа ќе ви ги прикажеме најинтересните случаи изминатите 7 дена во нашите основни училишта. Со гордост можам да кажам дека учам во основното училиште Тодор Хаџитеков, бидејќи учениците од нашите училишта се враќа како вице шампиони од државниот надпревар по кошарка. Овде ја имам првата петолка, а за во нивно име ќе говори капитенот Горан Мантов. Прво да прашам, како си? Супер. Значи 3 дена бевте во Валандово, каде точно престојувавте? Бевме сместени кај деца. Добро, колку деца бевте од нашето училиште и кој беа во првата петорка? Па бевме 12, во првата петорка и ние тук сме. Добро, а какви беа исходите од надпреварите? Па резултатите беа супер, ги тепахме сите градови, но во финалето изгубивме од Скопје. Добро, а што мислите дека беше причината за поразот од Скопје? Па причината беше недоволното спиење. Добро, значи недоволни од тоа. Дали вие сте разочарани од резултатите тоа што се вративте како второ место, а можете прво? Па и така. Сепак второ место е супер. Наш денешен гостин е Мартин Николовски, ученик од основното училиште Тошо Овеков Пепето. Мартин, кажи ми ти колку време се спремате за надпреварот? Па ние вежбавме 3 недели пред општинскиот надпревар, се собиравме секој ден и вежбавме по 3 часа. Која утакмица ви беше најтешко за да ја одиграте? Па утакмицата на регионалниот надпревар со Ресен, бидејќи децата беа премногу спремни. Мартин, од кога почна ти да се занимаваш со ракмет? Па јас почнав од мојата 11-та година, па се до сега. Кој е твојот омилен ракометарски играч? Хрватскиот репрезентативец Ивано Балич. Јас исто така слушнам дека тебе те викаат Мали Балич, дали е тоа точно? Да. Мартин, јас си останатиот дел од екипата, ти благодарим што учествуваш во Екстратим. Се надевам дека ќе имаме наредна можност да се видиме. Јас ви благодарам за поканата. Оваа недела во основното училиште Стражо Пинџур има многу новости. Едни од нив се многобројните надпревари на кои учествуваат и се подготвуваат да учествуваат учениците. Во тек е надпреварот по хемија кој се одржува во Турскиот коледж Јахија Кемал во Скопје. На овој државен надпревар нашето училиште учествува секоја година. Исто така на 24 април во Куманово ќе се одржи регионалниот надпревар по физика на кој ќе учествуваат и учениците од Стражо Пинџур. Набрзо ќе се одржат и надпреварите по математика за кои учениците напорно вежбаат. Надпреварите по историја и географија ќе се одржат следниот месец, а учениците кои ќе учествуваат нови надпревари се надеваат дека ќе освојат некоја награда. Основното општинско училиште Димката Ангелов Габер од Кавадарци започна проект за имплементација на учениците за нивна комуникација и разрешување на конфликти. Едукацијата е наменета за ученици од 7 и 8 одделение. Веќе се формирани 2 групи од по 20 на ученици кои доброволно се пријавија да земат учество и беа одржани првите средби за кои се информира за целата и начинот на работа и тие во наредните 2 месеци ќе посетуваат работилници еднаш неделно после часовите. Методот на работа е неформален, преку различни активности, игри и дискусии ќе учат за тимска работа, остварување на ефективна комуникација, да ги преосознаваат изворите на конфликтите и заеднички со соработка да изнаоѓаат алтернативи за насилството, односно како конструктивно да се справуваат со конфликтите. Едукацијата ќе ја врши психологот Наташа Трајкова. Сметаме дека ваквите едукации се повеќе од неопходни за учениците, за нивно правилно насочување и развој на социјални и емоционални вештини со очекување дека ќе резултираат со позитивни промени во нивното однесување и унапредување на релациите со своите врсници и со возрастните. Напоредно, со оваа едукација во основното општинско училиште Димката Ангелов Габерот официјално стартуваше и реализацијата на програмата за советување на родители, согласно измените на Законот за основното образование. Советувањето ќе го врши училишниот педагог Виолета Бекирова и психологот Наташа Трајкова. Во текот на изминатата недела во 2 наврати им беше презентирана програмата за предметните и одделенските наставници. Тие беа информирани за целта на програмата, за кои се нивните обврски и каква е нивната улога во целиот процес. Согласно законските прописи на советување се повикуваат родители на ученици кои имаат 3 или повеќе негативни оценки или намален успех за 2 или повеќе оценки, по 3 или повеќе предмети во текот на едно тромесечие. Имаат 10 неоправдани или 100 оправдани отсуства. Пројавуваат несоодветно однесување во училиштето. Наставниците позитивно се изјаснија за потребата од ваков вид советување,
кој има за цел унапредување на соработката помеѓу училиштето и родителите, со што би се овозможило заедничко делување на правилен развој на личноста на учениците, навремено реагирање и спречување на појавите на несоодветно однесување, отсуство од училиштето или намалување на успехот и конструктивно справување со потешкотиите на кои се најдуваат. Се надеваме на позитивна реакција и одзив кај родителите и апелираме на нивно активно вклучување и соработка како би се овозможила успешна реализација на програмата, која е пред се за доброто на учениците. Нашето училиште оваа година целосно се подготвуваше за 21 март, денот на екологијата. Ова одбележување оваа година ќе биде поразлично од минатите години. Во училиштето по тој повод беа организирани активности во кои беа вклучени сите ученици и наставници со однапред испланирани активности. Денот е замислен како отворен ден за родителите и пошироката јавност. Учениците заедно со своите наставници подготвија еко-програми со презентација, еко-патроли, изработка на флаери, цртежи, пораки и така натаму, со имплементирање на екостандардите во наставата и во наставата. Другата активност, што е новина во училиштето е стартувањето на програмата за советувањето на родители, каде што училишниот психолог Ратка Колева успешно ја спроведува програмата. Со оваа програма, родителите се почесто во училишниот живот, што покажа позитивно влијание врз секупното однесување на учениците, секако и подобрувањето на нивниот училишен успех.